На Светскиот ден на театарот 27 март се определивме да проговориме малку за Тетовскиот театар. Што е тоа што тетовци сакаат, што е тоа што актерите најмногу се подготвени да и прикажат на тетовската публика. Се подсетуваме на овој ден низ разговорот со Григорие Стојановски Гиге, човек кој долги години е дел од тетовското глумиште. Господине Стојановски, активностите кои што ги имате во изминатите години ве представуваат на тетовската публика онака како што вие сакате да бидете прикажани. Човек кој што ги прикажува случувањата во земјава преку театарските сцени. На денот на театарот, можете ли да ни кажете што е тоа што тетовци најмногу сакаат да гледаат? Интересно прашање. Тетовци у глобала сака се, тетовци го сакаат театарот. Тетовската публика е многу интересна публика у смисла дека знае што е квалитет, знае да процени што е искрено, што е под наводници глума, ама дефинитивно жан кој им лежи на тетовчаните е комедијата, и од проста причина што секојдневните проблеми ги оптоваруваат луѓето, па така да едноставно си наоѓаат прибежиште на театарските представи и сакаат да се опуштат тие сат и пол колку што трае некогаш и 2 сата представата, сакаат да се опуштат малце, да побегнат од реалните проблеми и да изгледат среќни и задоволни. Јас мислам дека тоа до сега успешно сме го работеле, се надевам дека и понатаму ќе продолжиме да го работиме тоа во исто темпо. Сега во исто темпо не имало некогаш периоди кога сме имали по 5 премиери годишно, лани немаше ни една, за година сега можем да најаваме за гледачите на телевизија утра дека на 22 април се спрема премиера на представата Европјани, на 24 април имаме гостување во Драмскиот театар во Скопје, што е уште еден потек за поздравување, така више станавме и редовни гости во Драмскиот театар во Скопје, што значи дека работиме, така, ние сме аматери, ама работата сме сватиле многу озбилно и тоа публиката го гледа и го цени. Тетово низ годините имаше повеќе театарски групи, споменавте аматер, вие сте аматери, го имаме и професионалниот театар. Меѓутоа, како би ја оцениле вашата работа, како актери? Колку професионализмот меѓу аматерите има улога во пласирањето на театарската уметност во Тетово? Па добро, ја ќе почнам лично од себе. Кога јас почнав да се занимавам со театар, нашите представи ги гледаја 150-200 луѓе. Сега, после толку долг период, за секоја премиера се бара карта повеќе, што значи дека ние, иако не сме професионалци по вокација, по диплома, ама мислам дека сериозно сме сватиле работата и тоа публиката го гледа, и го цени, и на крајот на краиштата, ако не си спремен за нешто да работиш, ако не сакаш да се посветиш максимално, воопшто не треба ни да почнувате да го работите тоа. А што се однесува до професионализмот или аматеризмот, многу е тенка границата. Јас со еден пријател, наш професионален актер, често пати така сме во контакт, разговараме, па вие сте секогаш први главни, ние чекаме некој да не викне, а вие сами се организирате, и ние сме влюбеници во театарот и нема сила што би можела да не спречи да не го работиме ова што работи. Колку при подготовката на представите имате поддршка финансиска од бизнис секторот или пак од институциите во регионов? Од институциите немаме поддршка, така се конкурираме со некој проект, некојаш поминува, некојаш не. Благодарението на нашите пријатели, имаме бизнисмени пријатели, што горе-доле ни помагаат некогаш, поготово кога е гостување по прашање, затоа што ние имаме многу гостувања и тоа се чини пари. Ама ви реков, и секогаш ние и од свој джеб даваме за да ја забавуваме публиката и нив да им биде убаво и нас да не исполни тоа што го работиме и така. Се радувам дека и овој светски ден на театарот ќе биде уште еден поттик за анимирање на аматерите, професионално да ги одиграат представите на оние штици кои што
велат живот значат. Значат ли реално овие даски на театарот живот за вас? Нормално, за мене лично, ја само што ќе почувствувам тој мирис на тие даски таму во Центарот за култура или било на кое место каде што сме играле представи, расположението ми се менува 360 степени, па еве апел до помладите што планира да се занимаваат со театар, дека да сватат озбилно работата, сепак дека театарот не е играчка, театарот е нешто што треба стварно да му бидеш посветен, ако сакаш да имаш успех нормално. Се надевам дека и овој пат и следната представа и следните премиери ќе бидат вистински успех за вас, а уште повеќе успех за сите гледачи кои што ќе поминат час и половина во салите на театрите за да уживаат во она што вие го подготвувате и да избегнат оние секојдневни случувања. Најголем успех за нас секако е аплаузот на публиката, тие среќни лица кога завршува представата, па е уште еден апел на 22 април да дојдат да видат што сме направиле. Тоа е премиера на представата Европјани. И во стилот на представата која што тетовските артисти аматери ќе ја одиграат Европјани, да бидеме сите со европски дух и светски мисли, да живееме во стилот на театарот, да уживаме во моментите и да го одбележуваме 27 март, светскиот ден на театарот, како дел од нашето живење во секој момент. Театарот и натаму останува место каде што може да се ужива, да се поминат убави моменти, но и да се потсетат оние помладите на случувањата низ минатото.